74% од граѓаните се против одржување на брзи избори во време на пандемија. Стои во истражувањето на Институтот Habeas Corpus, која го објавија интернет порталите. Според истражувањето, наспроти бројката од 74% кои не сакаат брзи избори, 14% се изјасниле дека се согласуваат, 5% не знаат, а 7% немаат одговор. На прашањето дали очекувате зголемување на корона кризата со одржување на брзи избори, 66% од испитаниците сметаат дека ќе се зголеми, 7% одговориле не, ќе се намалува, 18% се изјасниле дека ќе излезе од контрола, додека пак 9 немаат одговор. Од институтот информираат дека анкетата е спроведена телефонски на 1203 испитаници во период од 13 до 16 мај, а резултатите се со можност за грешка плюс-минус 2. Додека се преговара за брзи избори, Комисијата за заразни болести го објави протоколот за спроведување на истите, во кој меѓу другото се препорачуваат посети од врата на врата како дел од кампањата. Граѓаните се децидни дека не само што нема да им ги отворат вратите на партиите, туку предупредуваат дека нема ни да излезат на гласање. Вратата им отворам. Ништо, ни врата отворам, ни ништо. Не ме прашале како живеам. За мене тоа е бесмислено. Зошто? Па да со пак има контакт со директен контакт. Како ќе се избегне тоа? Па мислам дека уште рано е за тоа. Кога ќе почне таа политичка кампања, сигурно ќе се сменат условите. Ја нити една политичка партија не сакам така да не би им отворил. А не се нормално. Зашто да им отворил? Иако власта притиска брзи избори во време на пандемија кога бројот на починати од коронавирусот расте, дел од експертите предупредуваат дека брзи избори се руски рулет за здравјето на граѓаните. Инаку СДСМ упорно инсистира на избори на 21 јуни, а ВМРО ДПМН ги предлага 23 или 30 август и 13 септември.